Добро вечер, јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ова е последна емисија за ова календарска година, 2017 година, почитувани гледачи. Во оваа емисија ќе анализираме што беше најважно во 2017 година и што да очекуваме наредната 2018 година. Солза Грчева прави нова политичка партија. Во моментот собира потписи за таа политичка партија. Или сега Солза Грчева се соочува со политичката реалност. Дали е играч со мала политичка тежина или ќе успее да собери потписи и да биде лидер на политичка партија. Односно, ќе се движи помеѓу две крајности. Дали ќе биде новата Билјана Ванковска која не успее да собери потписи во таа председателска трка, некаде пред 3 или 4 години, или ќе биде Нано Ружин, на кој му ги собра политичките или му ги собра потписите за председателската номинација 2009 година. Всушност, во моментот Солза Грчева и де факто треба да се одвои од предратките на СДСМ, бидејќи кога стана пратеник во македонскиот парламент, стана на листата на СДСМ. Многуми на СДСМовци тогаш и префрла дека нема никаква политичка тежина и дека де факто станала пратеничка благодарејќи на тоа што е ставиле на листата на СДСМ. Денес Солза Грчева ќе треба да докаже дека играш на политичката сцена или навистина била играч со мала политичка тежина. Да си останевте у СДСМ со власт ке бевте? Не верувам. Воопшто не верувам, бидејќи кај нив негативната селекција исплива на површина, дури од минатиот состав пратениците, оние кои што според мои критериуми беа добри, не влегоа повторно во парламентот. Сега со деверот Мирослав Грчев со некој француски клуч ќе го демонтиравте Скопје 2014. Прерано е напуштите Па не гледам дека и деверот има некоја функција реална. Ќе гасевте. Јас сигурно немаше ништо да демонтирам. 2013 година Стефчо Екимовски пееше песната "Не може нам нико ништа, јачи смо од судбине". Меѓутоа 4 години подоцна политичкиот хороскоп нема е наклонет на Стефчо Екимовски. Во изминатите 2 или 3 недели тој губи својата пратеничка група, пред 2 месеци ги изгуби изборите во општина Карпош, а некаде пред 2 години од него се дистанцира неговиот политички интимус господинот Поповски, кој беше кандидат на таа партија на претседателските избори 2014 година. Гледате, во само период од неколку недели, неколку месеци се крши целата политичка конјунктура на Стефчо Екимовски. И човекот кој некаде пред 4 или 5 години се гледаше како можен премиер на македонската влада, како предлог на Бранко Царенковски, во тие 3 или 4 години ја напушта СДСМ, прави независна политичка кариера, станува градоначалник на Карпош, се врзува во коалиција со ВМРО ДПМН, ги губи изборите со ВМРО ДПМН, оди во Москва и станува еден од главните руски играчи на македонската политичка сцена и сега се соочува со можноста да биде маргинализиран на истата таа политичка сцена. Порано бевте гром, сега сте ветре развигорче. Добро, во која смисла? Порано бевте политичка партија, сега сте ГГ друштво. Ви бегат пратениците, кој како ќе стигне, дури барем мам да има поголема контрола врз партијата. Не, значи има само еден пратеник кој што не е официјално влезен во коалиција со моменталната владеачка структура. Дали ќе премине или нема да премине, значи тоа ќе го ставиме да помине времето. Не знам дали ќе премине, кој ученичени ги гледам таму во парламентот, си седат, празна е десната страна на парламентот. Не. Видете, значи, за Чедо Сазовски, господинот Сазовски сам даде изјава зошто го напуштил Гром, а дали до крај го напуштил Гром, има секојаш пријатели кои што знаат да... Панчо Минов е на морална вертикала која го држи зборот, нема да ги коментира. Која го држи зборот, све што ќе каже ќе исполни, тоа така 20 години го прави. Значи, пака, Панчо Минов, официјално јас ќе зборам, Панчо Минов, значи, демантираше дека преминува, значи, цело време се зборуваше дека ќе премине или нема да премине, значи, Панчо Минов е пратеник од Граѓанска опција за Македонија, Граѓанската опција за Македонија е во коалиција со ВМРО ДПМН. Прво беше Роза Каревска-Топузовска и ја викавме Роза Кворум, сега значи ќе биде Панчо Кворум. Кој ќе му фали на СДСМ глас 1 или пратени за Кворум, Панчо ќе го дава гласот за Кворум. Ќе видиме тоа.
Иван Стоилковиќ и неговата партија беа растурени во нивниот бастион, во Старонегоричани, всушност беа прегазени како шлепер жаба. После 27. април Иван Стоилковиќ беше соочен со една црна медиумска кампања дека еден од соработниците на српскиот агент или на српскиот шпион, господин Оџивалјевиќ, кој се обвинуваше дека има споредна или главна сомнителна улога во настаните на 27. април оваа година. Всушност, тие настани на 27. април оваа година има многу поголема разорна моќ за ВМРО ДПМН и за Никола Груевски во споредба со 32 бомби кои 2015 година на македонската политичка сцена ги испука Зоран Заев. Се покажа дека тие 32 бомби кои Зоран Заев 2015 година ги испука на македонската политичка сцена, мислам на оние бомби со прислушкувани разговори, имаат помала разорна моќ врз кариерата на Никола Груевски во ВМРО ДПМН од тоа што се случи на 27. април. Тоа само кажува дека 27. април е однапред планирана акција и отприлике со определени резултати кои би требало да ги донесе таа иста операција. Што па се случи на 27. април? Една недела и две по настаните на 27. април дава интервју за Инсайдер. Белградски со позната новинарка Даница Вучевиќ и првпат, мислам дека никој допред тоа го нема кажано, се посомнував дека за 27. април стои пред се странскиот фактор. Добро, вие бевте 27 во парламентот. Кој од странските амбасадори или дали имаше воопшто странски амбасадори, тој 27 април во македонскиот парламент, пред случувањата, за време на случувањата и во текот на случувањата. Се шпекулираше дека барем двајца. Барем двајца од дипломатските представници биле присутни, што пред собранието, што внатре собранието. Не мора да кажеме од која држава, ама на кој јазик зборат? Вака, мислам дека бидејќи собранието на Република Македонија е обезбедено со сериозно со камери, мислам дека службите за безбедност на Република Македонија до најситен детал можеле да утврдат кој точно бил. Тоа што со нешто општија кој се бил присутен, тоа веќе е работа на политиката. Беше ли францускиот амбасадор? Се шпекулира дека бил. Во СДСМ врие или се фингира политички конфликт. Тој политички конфликт може да се нијансира во неколку политички насоки или неколку политички линии. Првата линија е конфликт помеѓу Зоран Заев и шарените, односно дали Зоран Заев ги пушта низ вода шарените или шарените се дистанцират од Зоран Заев. Второто ниво на конфликт е конфликт помеѓу скопското крило на СДСМ и Зоран Заев кој со потекло од град Струмица. Се до појавата или доаѓањето на Зоран Заев на чело на СДСМ. Во СДСМ се почитува стратегијата дека таа партија нема да има градоначелник на Скопје и нема да има министер за здравство. Само во една прилика беше напуштена таа стратегија, тој во мандатот на Владо Бучковски, кога министер за здравство е Владо Димов, и знаете што се случило со Владо Димов. 10 години не може да се врати во Република Македонија, бидејќи е потоварот на одредени кривични пријави. Во моментот, во рамки на СДСМ се случува тој конфликт токму околу тој ресор на здравство, кај што годишно се вртат помеѓу 200 и 300 милиони евра. Конфликтот е помеѓу Радмила Шекеринска и помеѓу Зоран Заев. Односно, црвената буржуазија која предводи Радмила Шекеринска сака на министерската функција да го инсталира господинот Филипче, а Зоран Заев сака на таа функција да го инсталира човекот со потекло од Струмица, во моментот директор на војната болница Скопје и човекот него најголема доверба тој е Христијан Костов. Третото ниво на конфликт е кој ќе има контрола од рамките на СДСМ врз безбедносните структури во Република Македонија. Сега се води вистинска политичка хајка против Миле Зечевиќ, кој беше поранешен шеф на ДБК во македонската полиција, во моментот шеф на изборен штаб на СДСМ и организационен секретар на партијата. Второто ниво во рамки на ова трето ниво на конфликтност е одредена хајка која треба да се очекува против Зоран Верушевски, за да може да се намали влијањето на Зоран Верушевски во рамки на СДСМ и можната контрола со помош на бомбите кои Зоран Верушевски бе имал врз делувањето на Зоран Заев. И третото ниво на конфликтност кој веќе се случи, меѓуто се уште тлее таа борба внатре во СДСМ, кој ќе биде министер на полицијата. Во таа внатрешна пресметка, тогашниот генерален секретар на партијата господин Оливер Спасовски успеа да ја победи Фросина Ременска или подпредседателката на партијата, која покажуваше нескриени желби и амбиција да биде министер за внатрешни работи. Во два обиди Оливер Спасовски излезе како победник во конфликтот со Фросина Ременска.
Четвртото ниво на конфликтност е можен потенцијален конфликт. На една страна Стево Пендаровски, на втора страна Радмила Шекеринска, на трета страна на Зоран Заев. Во моментот Стево Пендаровски обава функцијата национален координатор за пристап на Македонија кон членство во НАТО структурите. Знаете, тоа е или маргинална политичка функција, ако е маргинална политичка функција, тога Стево Пендаровски има само една техничка улога во врвот на СДСМ, значи дека е политички целосно маргинализиран, или ако тоа не е маргинална политичка функција, ако Стево Пендаровски навистина биде национален координатор кој треба да го спроведи целиот тој процес на прием на Македонија во членство во НАТО, тога Стево Пендаровски е номинален шеф на Радмила Шекеринска како министар за одбрана. Ако де факто Стево Пендаровски е номинален шеф на Радмила Шекеринска и ако де факто на негово конто или на негова адреса одат сите привилегии и сите бонуси кои би ги добила Македонија со членство во НАТО структурите, тога Стево Пендаровски треба да остане чист во целиот овој политички галематијас, да не биде извалкан со промена на име, презиме или што ли уште не, и некада по 1, 2 или 3 години да биде донесен на чело на СДСМ. Предпоставувам дека ако се такви математиките, тоа го знае и Радмила Шекеринска и Зоран Заев. Радмила Шекеринска и Зоран Заев се тешкаши во врвот на СДСМ. Стево Пендаровски на некој начин е аутсайдер во врвот на СДСМ. Ако дојде до политичка пресметка без мешање на меѓународната заедница, и Зоран Заев и Радмила Шекеринска за доручек ќе го издаде Стево Пендаровски, без подршка на Бранко Царенковски и без подршка на меѓународната заедница. Стево Пендаровски е мал политички играч или играч со мал политички формат во споредба со Шекеринска или во споредба со Зоран Заев. И петтото ниво на конфликтност е какви се политичките амбиции на Оливер Спасовски. Пред една година Оливер Спасовски бриши патос и ја поразува на политичката сцена Фросина Раменска во таа битка кој ќе биде министар за внатрешни работи. Гледате, Оливер Спасовски во изминатите 12 месеци воопшто се нема произнесено по ниту една жешка политичка тема. Дали сте го слушнали Оливер Спасовски, почитувани гледачи, да каже збор за промена на името или за било која друга шкаклива политичка тема? Дали воопшто Оливер Спасовски има излезено во јавноста да и соопшти одредени негативни политички разврски или политички случувања? Не, апсолутно. Човекот молчи како риба. Знаете, ако министар за внатрешни работи не се произнесува по клучните жешки политички теми во една држава, тога се поставува прашањето кои се неговите политички амбиции. Дали политичките амбиции на Оливер Спасовски е да биде вечен министар за внатрешни работи? Се разбира дека не. И некој зошто тогаш толку би ја штедел или би ја штитил својата политичка кариера. Ако некој сака да биде нешто повеќе од министар за внатрешни работи, тогаш на располагање му остават само две можности, бидејќи што може во една држава која што е Република Македонија да биде повисока политичка функција од функцијата министар за внатрешни работи. Тоа е функцијата премиер на македонската влада или функцијата лидер на СДСМ. Дали се баш такви политичките амбиции на Оливер Спасовски и дали цело она безбедносно милје кој потекнува од поранешна СФР Југославија, кој денес е уште актуелно во Република Македонија, велам, дали може би тоа поранешно удбашко милје, не велам дека е така, но ставам дилемата, дали тоа милје може би му помогнало на Оливер Спасовски во некоја внатрешна политичка пресметка во врвот на СДСМ. Оливер Спасовски по мене е, или според мене, е најпоценетиот политичар на македонската политичка сцена. Успеа да го преживее и Владо Бучковски, успеа да го преживее конфликтот со Бранко Царенковски. Ќе видиме кој ќе излезе како победник при некоја евентуална политичка разврска во некој триаголник или четириаголник во кој би биле вклучени Стево Пендаровски, Радмила Шекеринска, Зоран Заев и господинот Оливер Спасовски. И овие се петте точки, почитувани гледачи, кои генерираат можен конфликт во врвот на СДСМ. Во основата на тој конфликт е конфликт помеѓу старата црвена буржуазија која се уште мокна и доминантна во СДСМ и луѓето кои не потекнат од таа црвена буржуазија, а сакаат да дојдат на власт во врвот на таа партија. Кога бевте у СДСМ, чив човек бевте? Па јас се сметав себе си за свој човек, бидејќи буквално тие ме пронајдоа и ми понудија да го водам Советот за образование. Вие неколку недели пред тоа имавте пресконференции во штабот на исклучиво за образование, бидејќи го водев Советот. Ваши пресконференции гледав. Вие во штабот на Либерално-демократската партија имавте пресконференции, дојдовте да станете дел од СДСМ. Кој ви приде од СДСМ? Кој ви понуди да дојдете од СДСМ? Значи, јас сметам дека
Знаете, сега да кажам кој ми понуди. Ми се јави одредени луѓе кои што се околу Заев, поблиски до Заев, одошто до Значи, човек на Заев. Шекеринска. Да, ми придоа и ми понудија буквално не да станам член и да бидам некако функционер, туку да го водам како експерт Советот за образование. По тој момент, какви се односите Заев Шекеринска? Сега гледаме дека ти односи полека влагат во одредена фаза на конфликтност, реална или фингирана, не знаеме, ќе видиме во ова емисија, ќе анализираме, и тоа како во тој почетен период, кога вие доаѓате во СДСМ, се односите Заев Шекеринска? Во моментот кога јас влегов, а Бога ми бев секој ден таму на работно место, тој совет работеше на турбо, за разлика од многу други совети, и испорачуваше материјали, една одлична програма испорача. Во тој момент мене ми изгледаат и односи многу хомогени, многу испеглани, многу близки. Вие не изгубивте 200 гласа, вие изгубивте декласирачки. Па сега дали декласирачки или... Како што губи или... Варда од овие руските тimoви кои беа таму Дали земји. декласирачки или не 6:0, декласирачки 7:0 сме изгубили, во сме Лига го на признале Европа. поразот. Значи, ние сме кажале дека имало индици за Се ќе нерегуларности. плачите? Не, како што гледате не плачеме. Па нели пеевте, јачи сме од судбине, Па, никој нам па ќе ништо пееме. не може, нели? Па ќе пееме. Сега ќе почнете, знаете, не украдоа, не направија. Нека сега ќе пееме Лепи громе мој. А работеше ли Чедо Саздовски во кампањата на Филип Темилковски у Кисела вода? Не. 100% ви Сигурни кажам. сте? 100%. Конфликтот кога Чедо Саздовски излага од СДСМ е токму поради тој конфликт помеѓу Тања Томич, поранешната председателка на општинска организација на СДСМ у Кисела вода, и Филип Темилковски. Зоре Темилковски, таткото на Филип Темилковски, е исклучително битен за Зоран Заев, бидејќи е председател на тоа македонска бугарска стопанска комора. Точно, поради да. потребата од блиски односи со Бојко Борисов, за да може Бојко Борисов и Зоран Заев да играат улогата што има Лјупчо Георгиевски, Коста Семитис пред 10 години, Зоре Темилковски е клучен. Дали Чедо Саздовски работел? Не. Работел Значи изборот на во Филип кампањата- изборот на во Филип кампањата за избор на Темилковски, Темилковски колку за што знам градоначелник. во општинската организација на СДСМ е направен таков каков што е направен изборот, а Чедо Саздовски излегува од СДСМ само заради тоа што они го исклучуваат од партијата поради гласање на буџет на општина Кисела Чудна вода. работа, Чедо Саздовски стално баеше за човек на Тренкица Цренковска. Не знам тоа. Ја познаате? Ја познам сестра на Бранко Црвенковски. И Чедо Саздовски секојаш бил, Саздовски секојаш бил логистика на Тренкица во општина Кисела вода. Така зборат, јас не сум учествувал во такви работи, не можам да зборам. Јас само ќе кажам. И сега го врати ли Бранко Цренковски за тоа што беше 2013 година? Мислам дека Бранко Црвенковски во овој момент нема клучна улога во играњето на политичката сцена во Република Македонија. Утрото на 27 април. Значи, бидејќи јас следам 10 на 15 луѓе на Твитер, еден од луѓето кои ги следам на Твитер е Воислав Шешел. Значи, некаде кај 10 часот утрото на 27 тој излага и пише од твит дека не прашање на сати, туку прашање на минути кога ќе дојде до ескалација на политичката криза во Македонија. Интересно, после неколку дена го бриши тој твит, или тоа што го има напишено на Твитер, меѓутоа останува трага дека на 27 април, сабајлето, кај 10 часот, Воислав Шешел прв кажа дека во Македонија ќе се случи политичка дестабилизација. Знаејќи ги неговите блиски релации со српските безбедносни структури, дали тоа значи дека српските безбедносни структури или српската БИА знаела веќе сабајлето на 27 април дека во Македонија ќе има ескалација на политичката криза? Она што знам и што со сигурност можам да го потврдам, а тоа е односот на званичен Белград кон Република Македонија. Тоа е Република Србија во изминатиот период се трудеше да биде надвор од сите настани што се однесуваат за Македонија, значи да не биде директен учесник на ниту еден настан, ниту позитивен, ниту негативен, кога станува збор за случувањата во Република Македонија. Има ли конфликт денес, Заев Шекеринска? Дали е реален или е фингиран тој конфликт? Јас не можам да видам конфликт, но можам да видам поделба на интересни сфери. Поделба која е доброволна или конфликтна поделба? Мислам дека договорена. Договорена поделба, кој ресори ќе ги води едниот, кој другиот, кој со своји луѓе ќе покрива едни области, кој други области. Писмо, да речеме, на Владе Милчин, што беше пред три недели, кога го повика Зоран Заев да се врати во Македонија, бидејќи работите, фигуративно кажано или прераскажано, не одат така како што се очекувало. Дали тоа е фингирано или е реално нешто, едно незадоволство кај шарените? Бидејќи постојано што се случи некаде крајот на летото и оној перформанс улje на платно со Бранко Геровски, кој му беа 2 канчиња со боја истурени врз главата, тоа јас го доживев како обид
на Заев да се дистанцира од шарената револуција, бидејќи не интервенираше ни полицијата, немаше ни одредена полициска или судска разрешница на тоа. Геровски неколку пати повикуваше интервенција на министерот за внатрешни работи и изостана таа интервенција. Јас тоа го толков како дистанцирање или обид да се дистанцира Зоран Заев од шарената револуција. Па доаѓа сега писмото на Владе Милчев. Има ли реален конфликт таму? Па Ги знаете тие луѓе за тоа? мислам дека шарената револуција и воопшто невладините организации инклинираат повеќе кон Шекеринска одошто кон Заев. Што се однесува до избликот на Милчин, исто така и на Саша Ордановски во неколку наврати, јас ги сметам за фингирани изблици. Се до доаѓањето на Зоран Заев на чело на СДСМ. Значи СДСМ по секоја цена, значи ова е логика и стратегија и на Киро Глигоров и на Бранко Царенковски. Единствено таа логика отстапува Владо Бучковски и поминува така како што поминува. Значи СДСМ во својата историја не сака да има градоначелник на Скопје и се до Петри Шилегов СДСМ немал 26 години градоначелник на Скопје, освен Ристо Пенов кој е коалиционен играч некаде 2004-2005 година и СДСМ секогаш избегнува да има министер за здравство, освен Владо Димов кој е во мандатот на Владо Бучковски ставен. И поминува така како што поминува, не може 10 година се врати од Бугарија и од Софија. Сега, значи, клучниот конфликт во СДСМ е Скопје, како што се луѓето на Шекеринска и таа фармација или фармакологија. Па, ако би се објави слика на социјална мрежа направена, тоест објавена кај Јорданка Ивановска Јоци, во кое што на вечера седат Шекеринска, Венко Филипчев и госпоѓа Пановска, мислам дека све е јасно. А тоа е од едната страна, а од другата страна... Венко Филипче е син на Илија Филипче. Така и... Кој беше министер за здравство во влада на Бранко Царенковски, но од редовите на социјалистичка партија. Точно. На Дзинго, односно на Љубиса Сега Филипов го Дзинго. носат него. Значи, луѓето кои што се занимаваат со здравство, говорат дека ќе има сериозни проблеми, а најголем проблем ќе им се случи со директорот на Фонд за здравство, бидејќи оние отвори аферата за препакувани лекарства, кои што водат до една фирма каде што господјата Шекеринска брзо ќе треба да одговара што е ситуацијата. Дали Српска бие или наставничката на КОС и на УДБА во Белград учествуваше во организирање или даде поддршка на организирање на настаните на 27 април во македонскиот парламент. Она што јас знам, мислам дека српската служба нема врска со организација на настаните на 27 дека вака, значи да ги Бидејќи во фонот на тоа што се случи на 27 беше објавен транскрипт на ваш телефонски или повеќе ваши телефонски разговори со господинот Горан Живалевиќ. Тој е војниот аташе на Србија во Македонија, некаде 7-8 години, претходно во Загреб, и според одредени медиуми во Србија, човек учествува во многу валкани работи против Зоран Џинџич, против Вук Драшковиќ и така натаму и така натаму, случување во Црна Гора. И тој човек е на линија телефонска со вас. Јас да ви кажам право, сметав дека тоа ќе биде директен атак врз вас. Па и е директен атак. Апсен е вашо, како еден од организаторите или луѓето кои организирале тоа што случи на 27 април. Па видите вака, да бидете организатор на такво нешто, треба да имате комуникација некаква со некаква си структура која е спремна да врши такви акции. Ако немате комуникација со било каква структура која може да изведе од такви акции, немавте ли комуникација со Горан Живалевиќ? Со Горан Живалевиќ. Тој е службеник на амбасадата на Република Србија. Јас како со службеник на амбасадата на Република Србија. Тој е висок функционер на БИА. Видите вака, значи тој е човек на БИА, тој втор човек беше на БИА. Тој беше заменик на директорот на БИА некое време, меѓутоа тој е службеник во дипломатскиот персонал на амбасадата на Република. Дали сега пред 10 дена е советник на Александар Вучич? Мислам дека зазема мощно високо место во номенклатурата во врска со безбедност и прашање. Учествуваше ли Живалевиќ во подготовка на државниот удар на 27 како што обвинуваат дел од провладените медиуми во Република? Јас колку знам, ни случајно тоа не се случи. Се крие ли во Србија дел од луѓето кои учествуваа во настаните на 27 април? Бидејќи после настапот на Живалевиќ што кажува да, тие луѓе сака да губиат Зоран Заев, дел од тие луѓе беа испарачени во Македонија или веднаш македонската полиција ги најде во Команово, каде ги најде во станот на татко му на 100 метри од полициската станица во Команово. Јас таква информација искрено ќе кажам немам. Не сум информиран за такво нешто. Јас само може да зборам за директниот однос на српската политика кон Република Македонија, тоа е Република Србија е определена на еден начин да учествува во внатрешно-политичките прашања на Република Македонија. Ако имаме три столба, едниот столб е внатре партиско членство или контрола врз партијата,
вториот столб е меѓународна заедница и третиот столб е односи со албански политички субјекти. Кој има поголема контрола од двоецот Шекеринска-Заев врз тие три столба, според вас? Па знаете, за сите три столба би можело различно да се зборува. Дефинитивно со членството повеќе кореспондира Заев. Одошто И во тоа Шекеринска. време кој бевте у СДСМ, Заев имаше контрола врз членството? Апсолутно да. Шекеринска, знаете, традиционално во изминативе декади од која е политичар, нема блиски контакти нити со теренот, нити со членството. Членството не ја препознава Шекеринска толку колку што го препознава Заев. И сега има Тука конфликт. сме начисто. И сега има конфликт со Миле Зечевич. Организациониот секретар да. или шеф на изборниот штаб. Да. Гледате изминатиот месец дена, во неколку обиди имате сериозни напади врз Миле Зечевич. Да. Тоа не може, а да не е некое политичко или внатре партиско ферментирање во рамки на СДСМ. Да, секако. Значи, видите конфликт Заев Шекеринска, меѓутоа нападите тргнуваат према Миле Зечевич. Гледате, сега има една многу интересна конфигурација на теренот. Излага амбасадорот Бейли, ја напаѓа структурата на ДИК, поделиле плати, поделиле пари и сите безмалку поднесот оставка. Значи ДИК е сега обезглавена и втората структура која во исто време е нападната е Миле Зечевич, шеф на изборниот штаб на СДСМ. Значи два од трите клучни лоста на победата на СДСМ на изборите на 15 октомври се на некој начин торпедирани. Не можам да кажам несвесно, бидејќи препознала мракопис. Ако два од трите клучни лоста на СДСМ се нападнати, тоа значи дека некој сака да покаже дека таа победа на 15 октомври и не била баш така чиста. Значи, Миле Зечевич е еден интелигентен дечко кој што беше директор на Управата за безбедност и контраразузнавање. И вие го ставате за шеф на изборен штаб, кој што треба да се види ракописот и во оние признанија за виновни во случајот Шамарин кон градоначалникот на општина Центар. Ако може да објасни. Овие луѓе кои што признаа вина, посебно првиот човек што призна вина, е во добри релации со луѓе околу Миле Зечевич. Че толку моќен Миле Зечевич. Ја не знам дали е Миле Зечевич моќен и мислам дека е надвор од оваа тема. Јас само кажувам, голем проблем ќе настане на Заев. Да ви кажам една работа. За Заев викаат вака, дека он е бизнисмен и он ги гледа работите да ги решава по економска логика. За разлика од Радмил, Логика во учебниците се изучува како 1 евро за вицето. тоа си има снимка, си има основно јавно обвинителство. И во Моша Пјаде, не знам дали се уште така се вика тоа Моша Пјаде, и во Борис Кидрич, не знам дали уште се вика, значи во средните економски училишта таа лекција Моша Пјаде, Арсенија Јовков е сега. така се вика. Да. Значи еве се извинувам, значи Да. Арсен Јовков и овде што е Борис Кидрич, Значи- таму таа лекција се изучува на страна 67 под името 1 Значи, евро за видете, вицето. моето мислење за случаевите каде што се збори за корупција е многу постравично за Зоран Заев отколку што се сите случаи за политичката партија или коалиција кај што припаѓа НЕС. Има ли се уште црвената буржуазија контрола врз СДСМ? Изборот на Венко Филипче или најавениот избор на Венко Филипче на функцијата министар за здравство, а стана збор за човек кој до пред неколку месеци беше дел од кругот на поранешниот министар за здравство господинот Тодоров. Значи тој човек од кругот најблизок на Никола Тодоров сега станува дел од кругот на Зоран Заев или на Радмила Шекеринска и владе со еден ресор кој годишно троши некаде 400 милиони евра. Па знаете, апсолутно постои. Постои таа врска, еве преку болнициве, преку кланот Пановски, да видиме со фармацевските куќи, тоа се апсолутно делови од таа црвена буржуазија. Значи, не само таму, во многу ресори се измешани и конците од Едниот брат црвената Пановски буржуазија. близок со Радмила Шекеринска, вториот брат Пановски близок со Тито Петковски, дури Да. мислам дека беше дел од партијата на Тито Петковски, да не загрешам. да. Значи керката на едниот Пановски старосватите На со Радмила хематологија директорка, Шекеринска. другата е сопругата на Пановски е на онкологија и така натаму. Венко Филипче, целиот тој таткото клан е поранешен врз- министар за здравство. Значи гледате, тоа е една црвена буржуазија Апсолутно да. која е така вкоренета. Да. И тоа е кланот на Радмила Шекеринска. Вие ќе познаете добро овие прилики во Белград, на белградската политичка сцена. Кој во моментот има подобри релации со Белград? Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски или организациониот секретар и шефот на изборен штаб на СДСМ господинот Миле Зечевич? Длабенски Миле Зечевич. Длабенски со Белград. Овие стари структури на КОС, на УДБА, сега на БИА што се. Кои им се играчите во Македонија? Кои ги фаворизираат? Бидејќи знаете се да после 70 години заедничко живење или после 90 години во на кралство Срби, Хрвати и Словенци, подосна Краљевина Југославија,
да кажеме дека српските или белградските структури немаат влијание во Македонија на безбедносен, политички, сигурен аспект, ќе биде лага. Тие стари структури нудбина кои сега зад кого стојат? Видите вака, значи, врските помеѓу Република Македонија и Република Србија во поголемиот дел од изминатиот период. Ја конкретно ја прашам. Па не, вака, видите вака, зад кого стојат денес во Република Македонија? Видите вака, значи, делувањето на безбедносните служби секогаш го определува овој политиката на државата. Така да тој аспект да не бидеме наивни. Меѓутоа, еве конкретно ја прашам. Меѓутоа, Господин Башановиќ, кој беше кум поранешен на господин Александар Вучич, каква е неговата улога со Зоран Заев? Господин Башановиќ, колку знаме, советник во владата на Зоран Заев. И ги води сите негови активности врзани за настапот кон Србија и за сето она што се случува во Белград, односно целокупната работа ја инспирирана и се води од страна на меѓународните центри и они се пресве насочени кон на некој начин правење на политичка нестабилност во Србија и рушење на Александар Вучич. И потекнуваат од некоја, ајде да речеме, левичарска номенклатура Да. и добро ги Да. разбирате тие Да. работи. Тие со генерации се воспитувани дека албанците и бугарите се за сериозна закана за суверенитетот, територијалниот интегритет и иднината на Република Македонија. И овие сите удбаши од Бабамовски и така натаму кои беа илустрирани, всушност цела своја кариера ја потроши, ја помина на одбрана на Македонија од албанскиот иредентизам и од бугарскиот врховизам. И одеднаш тие исти несрекни луѓе, кои цела кариера веламе потроши на тоа, дури се илустрирани поради тоа. Да. Оде таму, го снима точно така. Ванчо Михајлов, што не праве, нели, ја спасува државата од еден старец од 90 години, кој е Ванчо Михајлов, сега дават подршка на Зоран Заев. Зашто? За политиката, за договарање со балистичките тенденции во Македонија и со врховистички тенденции. И ги заборавија партизаните, и го заборавија Асном. Ништо нема. Апсолутно е се поништено. Сите идеи, идеали кои што беа вградени, втемелени во оваа наша модерна левичарска идеја се поништени. Уште на свадби да почнат да ја нарачуваат песната "Чакам те да дојдеш". Добро, таа се нарачуваше и во време. Не бе. Не е ново. Од за Фраканција се нарачуваше, сега може добро, како од честитка до емоции младенецот има младенката да се нарачува таа песна. Да. Тоа е чудна работа како политиката и прагмата и клиентелизмот ги тера луѓето да се откажат од своите идеи и идеали. Не можам да разберам, ова е плакнење, колективно плакнење на мозок што ни се случува. Сите гледаат сега, кога мислам на тврдото крило на СДСМ. Оние кои што се клиентелистички врзани, да се разбереме. Не сите. Сите гледаат што се случува. Да, сите гледаат што се случува, но да не ги амнестираме. Но многу е силно молчењето на оние околу. Не може ова да не се види. Да, секој нормален човек со нормална интелигенција гледа што се случува и гледа во кој правец оди Македонија. Еднаш човекот, знаете, кој се сметаше дека е преодно решение, па 2008-2009 година ја топлеше фотелјата на Бранко Царенковски пред Бранко да му заврши председателскиот мандат и да се врати на чело на СДСМ, одеднаш тоа преодно решение станува мокно решение во СДСМ. Кај е мокта на Зоран Заев? Му дават ли бомбите таа мок да биде господар на политичката сцена? Гледате, го менува Жерновски, уопште нема никаква реакција од Жерновски. Прифаќа Жерновски како јагне да оди на политичко колење. Го менува Дамјановски во Куманово, никаква реакција. Менува кого сака и менува кого сака. Го менува статутот и може врз база на тие измени статутот кого сака да стави председател на општинска организација, никаква реакција. Зошто? Па знаете дека не постојат само бомбите кај Заев за бившата власт, постојат бомби и за неговите луѓе. Така да ние не знаеме кој е зашто уценет, дали Жерновски уценет за нешто, дали е Дамјановски уценет и така натаму. Да не ги занемариме, тие бомби се моќно оружје. Не мислите дека тој сериозен конфликт? Дека Зоран Заев ќе премине во сериозен конфликт? Мислите дека Зоран Заев ги има пуштено шарените низ вода? Мислам дека токму Скопското крило има сериозен проблем со луѓето од шарената револуција. Она операција Канаринец. Јас повторно ќе ве вратам назад. Значи она операција Канаринец, кога на Геровски му се стура 2 канчиња со боја. Тоа е најубавиот потек во македонското новинарство. Има ли според вас Заев контрола врз партијата во моментот, ако не му се бомбите на располагање? Па не мислам дека само бомбите му се оружје, знаете, мислам дека меѓународната заедница апсолутно сега ја билда неговата политичка вредност.
Шекеринска ја помогна од позади целата меѓународна заедница да застане зад Заев, но сега зад Заев практично стои меѓународната заедница, не зад Шекеринска. Шекеринска делува, се разбира, повторно преку Брисел и Вашингтон, но првата личност која што истапува и е препознаена и на која што и се делат и ордени, гледаме кај год се појави, е Заев. Затоа што тој премногу сме мали. Меѓународната заедница сака да работи со еден титулар. Тој титулар во моментов е Заев. Тој уметнички перформанс, улје на платно или боја на геро, мислите или го толкувате дека е всушност удар на Зоран Заев врз шарените? Не, тоа е... Видите, тоа се случува во присуство на Владе Милчин. Значи, изминатите 25 години... Не, тоа е личен став на Павлевски. Мислам дека не е тука во игра Зоран Заев. Не дека Зоран Заев го истура тоа улје на платно, туку дека полицијата не реагира и не ги заштитува геровски и шарените. А зашто да ги заштити? Па добро, они се бели мечки. Може ли некој да Да, ги они нападне? може да мислат дека се Може ли бели некој мечки? да ги нападне на медиумската сцена, на политичката сцена? 25 години, кого сакат менјат, кого сакат стават, кого сакат финансират, кого Сада- сакат не финансират, не, тоа е све кого одлично. сакат Господин джигосуват, Ефтов. кого сакат фалат. Господин Ефтов, јас сум го тврдел, ова го тврдам 12 години. Додека не се изврши лустрација во новинарството и во така наречените НВО експерти, што работеле, како работеле, кај бацувале рака, кај подпишувале, ние нема да имаме просперитет. Така е. За господинот Милчин. И ова го подпишам со две раце. за господинот Милчин. Јас го имам читано досието и точно пишува дека е кодош и нема тука и му докажа дека бил дека кодошол луѓе. Меѓутоа, они изработеа да Милчин сам го добие ударот, а сите новинари да бидат да бидат како се вика амнестирани. Зашто? Затоа што не работеле во државен сектор. Дали знаете кој е новинар лустриран? Панта Џамбазовски, портпаролот на специјалното јавно обвинителство. Затоа што бил дописник од Албанија. Да, беше неколку месеци дописник од Ме ви кажам лустриране. Хајде. Тоа му било референца да биде портпарол на СЈО. Не знам, ја ве прашувам, јас сега и збориме отворено ве прашувам, дали тоа е референцата? Миломир Марич, на пример, има... Како, на пример, одредена телевизија добива ексклузивна информација од специјалното јавно обвинителство? Например, Миломир Марич има една теза која вели дека тие што биле соработници на старите служби, Се соработници на американските служби. се соработници Бидејќи им се најсигурни. бидејќи им се најсигурни. Вика, не Така е. треба да инвестираме. Они знаат што треба да прават. Знаат како да прават Како беше извештаи. деца комунизма. Децата на комунизмот. Така. Значи, може таа флоскула децата на комунизмот да се пренеси на македонски терен? Јас сакам да ја пренесам во новинарството. Да видиме кој подпишал. Јас сигурно не сум подпишал. Сум 100% сигурен дека и вие не сте Не подпишали. сум подпишал ништо. Што прават странците, почитувани гледачи? После тие случувања во ДИК е веќе јасно што сакаат странците или што ќе се случи на македонската политичка сцена. Во момент ДИК или Државната изборна комисија во оставка. Тоа може да значи две работи. Како прво, дека таа Државна изборна комисија е ставена во оставка за да не може да биде спроведен референдум за промена на името. Односно, ако не може да биде спроведен референдум за промена на името, тогаш името би се менувало преку гласање во македонскиот парламент. И тоа е помалку веројатната опција. Поверојатната опција е дека Државната изборна комисија е во оставка за да може да се обезбеди политички амбиент, да се влезе во политичко договарање помеѓу власта и опозицијата. Знаете, оставката на првиот човек на ДИК, избор на ДИК, на чие чело би бил представник на македонската опозиција, е една од 7 точки или 7 барања кои Никола Груевски на 29 октомври, после вториот круг на локалните избори, ги испорачува пред македонската јавност и пред меѓународната заедница. Ако првиот човек на ДИК и целата Државна изборна комисија е во оставка, тогаш Зоран Заев не може да влезе во процес на брзи предвремени избори. Што тоа значи, почитувани гледачи? Тоа значи дека странците му порачуваат две работи на Зоран Заев. Како прво, дека не може да бега од тоа што го има прифатено и договорено, тоа е двојазичност и промена на името, и да бега во брзи предвремени избори. И второ, ако се реши да прави предвремени избори, тогаш мора политички да се договара со македонската опозиција. Дали тие договарања ќе бидат во Париз или ќе бидат во Скопје, ќе видиме. Меѓутоа, суштината на оставката на ДИК е токму таа. Нема предвремени избори,
без нова државна изборна комисија. На чело на таа нова државна изборна комисија би бил представник предложен од македонската опозиција и власта и опозицијата мора да се договорат што ќе прават во текот на 2018 година. Со оставката на Никола Груевски се отвори простор за можен политички договор помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Освен прво место на чело на ДИК или председател на државната изборна комисија, на тапет претпоставувам ќе бидат ставени две други мокни институции во рамки на Република Македонија. Тоа е јавното обвинителство и тоа е Агенцијата за медиуми. Гледате, на чело на јавното обвинителство треба да биде избран човек на кого политичката кариера или кариерата прв човек на јавното обвинителство треба да му заврши за 1 до 2 години, кој треба да замени во пензија. Знаете, тоа намерно и свесно се прави. Тој човек претпоставувам дека ќе треба да ги заврши во еден краток можен период сите случувања околу 27 април, да се влезе во брза судска разрешница на тоа што се случи на 27 април или да се влезе во една брза политичка амнестија на сите кои беа вклучени во 27 април, на сите политички затвореници и на сите луѓе од врвот на политичките партии кои се заглавени во криминал и одредени судски процеси. Знаете, или ќе се влезе во брз процес на амнестија на што се спротивставува структурата на шерените со структурата и Радмила Шекеринска врвот на СДСМ, или ќе се влезе во политичка разрешница кај што сите ќе бидат осудени. Ако се влезе во втората разрешница, тогаш човекот кој е донесен на чело на јавното обвинителство, тоа треба да го реши во наредниот период од 12 месеци. По завршување на тој период од 12 месеци се претпоставува дека ќе биде прифатен предлогот на чело на јавното обвинителство да биде именуван човек кој е предложен од македонската опозиција. Всушност СДСМ во кампањата пред парламентарните и пред локалните избори го потенцираше токму тој факт дека кога тие ќе дојдат на власт ќе направат све на чело на јавното обвинителство да дојде човек предложен од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН треба да направи политичка калкулација дали баш ќе го сака јавното обвинителство и дали баш им е потребен некој нов Марко Зврлевски или повеќе ќе го преферираат првото место во Агенцијата за медиуми. Ако добијат прв човек на јавното обвинителство, тогаш тоа ќе се толкува дека ВМРО ДПМН се плаши од можни политички случувања околу врвот на партијата или можни судски разврски, дека токму затоа со некој нов Марко Зврлевски ќе сака да ги закочи сите судски процеси кои се против Мелков, против Груевски и врвот на поранешното или старото ВМРО ДПМН. Ако ВМРО се одлучи да добие прв човек на Агенцијата за медиуми, тогаш таа партија ќе се обезбеди во најмала рака рамноправна позиција кај мокните македонски телевизии. Што ќе се одлучи, ќе покаже времето. Сума сумарум, почитувани гледачи, во наредните 2 до 4 години, почнувајќи од 2016 година, ќе бидат политички пензионирани сите актери кои беа фатени со амнестијата на Ѓорѓе Иванов, односно сите кои беа амнестирани, а подоцна реамнестирани од страна на Ѓорѓе Иванов 2016 година, во наредните 2 до 4 години ќе бидат политички пензионирани. Македонија на тој начин ќе лезе во една политичка катарза и на крајот на таа политичка катарза која почна со оставката на Никола Груевски, ние на политичката сцена ќе има една нова политичка генерација. Овие игри околу ДИК. Излезе пред 3 недели амбасадорот Бејли, кажа што кажа, без малку сите членови на ДИК се во оставка. И се тука има две линии на политичка анализа. Едната линија на политичка анализа е дека тоа што се случи околу ДИК е едно од 7 барања на Никола Груевски, што бараше дека опозицијата врз база на договорот Пржино или на оние политички договори во Македонија треба да има председател на ДИК, што тоа го имаше СДСМ кој беше опозиција. Втората линија е дека всушност кризата околу ДИК се прави за да не може ДИК да учествува во организација на евентуален референдум за името и името да се решава во македонскиот парламент. Мене некако распуштањето на Државната изборна комисија, односно притисокот да се замене, поред тие нус ефекти кои значат спинување на јавноста и погрешно усмерување на јавноста за одредени настани кои се случуваат во Република Македонија, во суштина е порака до владата на Република Македонија дека нема воредни избори, се додека значи нема било каков договор со ВМРО ДПМН, нема референдум за името, се додека нема никаков договор со ВМРО ДПМН. Значи, ако владата на Република Македонија беше замислила да ги организира брзите воредни избори во март, едноставно тоа нема да се случи. Пошто нема ДИК. Пошто нема ДИК, бидејќи нема ДИК, нема избори, така да тој аспект на некој начин тоа е враќање на ВМРО во игра. Впрочем, враќањето во игра на ВМРО ДПМН со Државната изборна комисија во суштина укажува дека се тоа на што е планирано и што треба да се случува на тамошниот период се реализира.
нема да може да се реализира без учество на ВМРО ДПМНЕ и затоа е овој сериозен притисок кој понатаму продолжува кон ВМРО ДПМНЕ со апстењето на Дел од луѓето. дел од луѓето кои беа носители на акцијата за заедничка Македонија, дел на луѓето притисок, пратеници во Република Македонија, правење условно кажано безредија или унесување на одредено безредие од надвор, тоа така изгледа во структурите на ВМРО ДПМНЕ на највисоко ниво, за да на некој начин ВМРО по некоја моја процека биде принуден да влезе во реализација на сето она што е зацртано надвор, бидејќи без национален консензус, тоа сите во Република Македонија веќе го повторуваат, не е можно да се изведе ниту една посериозна политичка акција за реализирањето на зацртаните цели кои пред се Социјалдемократскиот сојуз ги има прифатено како свој обрска кон меѓународната заедница која впрочем ги доведе и на власт. Грчева, ќе дојди Катица Јанева. Сигурно, ќе дојди Катица Јанева со алатките кои се ставени на располагање и ќе дисциплинира пратеници и ќе ги натера да гласат за промена на името. Видите, ние може немаме долга државна традиција, но немаме ни така мала државна традиција да влеземе во еден таков понижувачки филм во кој сака да Ја мислам дека во таков понижувачки филм не смееме и нема да дозволиме да влеземе. Немој да мислат дека оние што се вратија дома, дека нема да излезат пак. Но по мене не е решение ни референдумот. Зошто? Затоа што промена на име не е демократски принцип. Не е тоа принцип на надгласување. 51% биле за, 49% биле против. Не. Тоа е консензуален принцип. Ако се сеќавате, имаше ретерирање и во изјавата на Димитров, на министерот, кој што рече консензуалност ни е потребна заради одржливо решение. Тоа ќе биде неодржливо решение. Сигурно. А како гледа Димитров консензуалноста? Помеѓу македонците, албанците? Значи, албанците ќе одлучуваат дали ние ќе бидеме македонци или ќе бидеме ново македонци. Па тие не нарекуваат артифицијална нација, односно вестачка нација. И тоа не го кажува само Села, дека до 1912 година не постоеле македонци. Во првите 2-3 комунике на УЧК, значи на Али Ахмети, вели дека треба да бидат ослободени вечните или старите албански територии и огништа од окупацијата на слабо македонците. Или нешто што не постоело. Јас таа консензуалност ја разбирам како до последен македонец да биде за промена. Во тој случај нема што да се прави. Меѓутоа, мислам дека нема да има ниту еден македонец, освен оние тврдо крило на СДСМ што ќе гласа за промена на име. Значи, или ќе се гласа у парламент, или ние сега ќе бидеме сведоци на еден жесток политички пресинг. И жестока политичка реакција. Да се скрши све што може да се скрши од македонскиот дух. Да се скрши преку притвори, преку затвори, преку притисоци на луѓе, преку бркање од работа, преку вработување, пазете. Бидејќи тие вработуваат и одредени клучни луѓе од вториот, третиот, четвртиот ешалон на бившата номенклатура за да ги придобијат. Но исто така мислам дека ќе посегнат и по подплаќање, меѓу другото и на медиуми и така натаму, да ја прошират идејата дека ова земја мора да го промени името во наредната година. Има две бројки, едната бројка дека ќе бидат апсени 200 луѓе, втората ќе бидат апсени 800 луѓе. Да. Ако го читате Манџуков пред еден век и пол, кој го анализира Скопскиот велејат и го анализира моделот на функционирање на Османлиската империја, кој е различен во Србија, различен во Босна, кај што се потурчуваат или ја менуваат верата, во Македонија века се ништи до второ колено све што има чорбаџиски капацитет. Тоа значи дека се ништи све што има лидерски капацитет во Македонија. Тоа и сега се случува. Се обидува да се уништи лидерскиот потенцијал на македонскиот народ, за да нема кој да го брани тоа што треба да биде одбрано. И да го поведе. Или сте будала, или сте криминалец, или сте, не знам, нечесна жена, или сте, не знам, хомосексуалец или така натаму. Полни се со етикети, тој репертуар ми се чини во една енциклопедија може да се смести. И крајната цел е да биде скршено све што има лидерски потенцијал. Се што има лидерски потенцијал. Да не може да застане на чело на македонскиот народ. Апсолутно. И не е нужно да бидат тоа некои улични конфронтации, но ментално, но психолошки да пристигне таа мисла до македонскиот народ, тоа се ќе биде пресечено. Нема да успеат. Одатно не смешни интервјуа. Како што сами одговараат, сами си поставуваат прашања. Да. Пласираат тези, никакво подпрашување.
Па добро, тоа сме го гледале, знаете, тоа го имало Брчево. во овие комунистички земји сме го гледале, ние бевме поотворена земја, меѓутоа во тие земји сме го гледале таквиот режимот на однос. Холишевски е мало бебе за ова што се случува Апсолутно сега. мало бебе. Апсолутно мало бебе. Дали тие што беа амнестирани од Георги Иванов 2016 година, дали очекувате дека тие амнестирани луѓе во наредните 2 до 4 години, значи почнувајќи од 2016 година, сите до еден ќе бидат политички пензионирани? Тоа со сигурност дека ќе бидат политички пензионирани. Јас морам да кажам дека ние имаме едно сериозно политичко насилие врз една политичка партија која што има експресни судења кои што не се видени до сега во Македонија, а и не знам на други места. Значи брзи рокови и така натаму за да ги пензионираат и да се создаде една нова политичка елита во ВМРО-ДПМН. Значи не мора да биде формирана широка влада, но со правење на отстапки кон ВМРО-ДПМН. Со одредена улога околу изборот на нов лидер на ВМРО-ДПМН. Прашање колку ВМРО-ДПМН ќе има после Конгресот. Ќе видиме. Зашто таа партија покажа изминатите 27 години дека тие внатрешни ферментирање не се нешто што не е карактеристично за нив. Например, од она екипа 2002 година која се појави на изборите, таа четворка да речеме, Ганка Самилова Цветанова беше пензионирана, Никола Груевски стана лидер на ВМРО со најмногу победи на изборите и со најдолг политички стаж како премиер на македонската влада. Љубо Бошковски направи политичка партија и заврши таму кај што заврши, Лјупче Георгиевски заврши таму кај што заврши. Значи, врвот на ВМРО-ДПМН секој така се раздробува и секој така завршува финалето на политичките разврски во ВМРО-ДПМН. Очекувате слична некоја политичка разврска сега? Овдека пред секогаш станува збор за големи партии. Моето мислење е дека секогаш станува збор за борба на кој ќе контролира касата во одредени политички структури, мислам на СДС и на ВМРО како на најголеми политички партии. Дојдете во Демократската партија на Србите, нема што да контролират осим долговите кои си ги влечеме од година со година. Кај нив работите се многу посериозни. Тоа се две крупни акционерски друштва. Најголемите акционерски друштва и најголемите политички партии, сега да бидам сериозен, во Република Македонија се ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз. Во Република Македонија, значи постои сериозна борба помеѓу двете македонски партии, не само за тоа кој ќе биде во власт, туку тоа кој ќе биде во опозиција, затоа што и опозицијата е место кое носи одредени принадлежности. Самиот факт дека без опозицијата финансиски бенефиции. Поред сериозни финансиски бенефиции носи и сериозни, значи сериозен удел во управувањето со Република Македонија, ако тоа на прв поглед не изгледа така. Самиот факт дека без ВМРО не може да се спроведат сега ниту еден од Клучните процеси, политики на владата на Република Македонија укажува дека ВМРО како партија без оглед на тоа кој ќе биде раководство, има соодветен дел во водењето на Република Македонија. Како ќе го користи? Кои мерки ќе преземе да го искористи тоа? Каде понатаму ќе направи проекција дека ќе ја води Република Македонија? Сето нешто на слушно ќе зависи и начинот на кој ќе се одвијат работите во Република Македонија. Ќе има ли битка за контрола врз бомбите и дали можеме да очекуваме атак напад врз Зоран Верушевски, бидејќи Зоран Верушевски со контрола врз бомбите го има под контрола и Никола Груевски и Зоран Заев? Зоран Верушевски вака се од една друга перспектива, иако тоа не ми се допаѓа, излезе дека човекот е вистински професионалец. Тоа е првата работа. И втората работа, ја ве прашувам вака. Дали пола раководство на СДСМ ги има бомбите во собствените џебови? Дека не се снимени на стик и дека ги чуваат негде. И дека може да ги потребуваат. Дел од тие бомби се носени на Косово, дел се носени во Врање, значи дел се давани и тоа учествувале луѓе од не најтесното, но потесното раководство на СДСМ, но те имат еден мал дел на бомбите. Како вела дека некаде околу 1.200.000, 1.300.000 се префрлени во специјално тајно обвинителство, а се снимени околу 3.600.000, значи некаде 2,5 милиони од бомбите ги нема. Значи, видите, вие слушнавте бомба, освен разговор на Зоран Заев со Киркичка. За Сникер беше или за Марк Чоколад сиња, што беше? Ке си дојде тато и така натаму. Не е важно. Слушнавте некоја друга бомба? За СДСМ вика дека почитуваниот Стево Пендаровски, кој што е моментално координатор на Македонија за НАТО, вика дека прислушкуван 3 години. Сакам да слушнам што говорел.
Стефан Пендаровски. Стево Пендаровски, така кажа, Сега, 2 или 3 години. Сега јас зборам многу брзо, ама Пендаровски исто збори брзо. Ако слушаме што зборил 3 години, ако тоа треба на хартија да се стави. Еден разговор. Тоа ќе треба поскапо да не кошта од законот за Значи, двојазичност ако Стефан Пендаровски го ставаме на хартија. Значи, во бомбите клучната работа беше Дека е прислушкан СДСМ. дека СДСМ, А испана ништо да не слушнем од СДСМ. Се емитуваа разговори во кои што најмногу луѓето, ви зборам, обичните граѓани се фаќа, околу 40% имаше влијание кочијашкиот разговор кој што реално би требало да биде приватен. Течи низ ногавици, Така, удри му значи два тој шама. кочијашки разговор кој што сите ние кои што разговараме во Македонија имаме кочијашки разговор. Нели? Мислам, ние така говориме. Каде по вас ќе се решава проблемот на името? На референдум или со гласање во собранието? По мене не треба ни едно ни друго. Да не зборувам за собранието, што тоа е мислите дека- дегутантна Што работа. мислите дека па добро Тала Џафери го пуште, нели? Го пуште. Да биде гласникот кој ќе го пуште. сондира јавното мислење. Да, Прераскаж- тоа беше пробниот балон. Пробниот Прераска- балон беше дали македонците, вакви како што се замолчени после 27 април, сите вратени по дома и Исплашени, под Јорган седните, да. гледаат само бројат колку процеси во денот се отвараат во Може би сега се обвинителствата. малце храбри, 3-4 пива на славите ќе фрлат, па ќе ја бранат Македонија, но кога ќе се вратат дома и кога ќе изветре пивото, тоа повторно. Ќе се охрабрат. После Јас да сум се за тоа пика сум под Јордан. поголем оптимист од вас. Мислам дека некаде на пролет, кога ќе влезе ова прашање со сета жестина, ќе се охрабрат. И нека не спијат на тоа уво политичарите, дека македонците пред таква една загроза која што е промена на нивниот идентитет, веќе не се зборува за името, а веќе ни нивиц не го зборува само за името. Како вели Коцијас. Јас говорам како академски граѓанин, нели, не како Да, министар да, за надворешни да, работи, но не е возможно, тоа он го кажа, не е возможно и вие да имате едно име во пасош, а едно Друго име во лична во карта. лична карта. Тоа Апсолутно, всушност тоа сакаше да требаше на каже секој да му биде јасно. на маса е ставен предлогот ерго омнес за севкупна Ергонез, употреба. апсолутно, тоа си го каже и Нивиц во Брисел. На новинарски прашања кажа да беше само за името, до сега ќе беше решено, станува проблемот е идентитет. Тамо, ова е снимка ваша снимена некаде во текот на месец мај во Москва. Тука сте вие, господинот Борис Дамовски и господинот Стефчо Екимовски. Фала Богу не завршивте како Борис Дамовски, кој заврши во затвор, меѓутоа вие сте снимени во Москва. Дали ова снимка усвари вие запечати политичката кариера вас и на Стефчо Екимовски? Вие изгубихте во Стара Негоричани, Стефчо Екимовски изгубил својот бастион во општината Карпош. Во услови кога главната битка во Македонија, која се представува во странските медиуми, е битка против руското влијание, бевте снимени во Москва. Дали таа снимка и таа посета на Москва вие запечати политичката кариера? Вака, знаете, како прв пат заминав на Конгресот на Единствена Русија, значи јас заминав на Конгресот со, условно кажам, со предзнаење дека сето она што ќе го направам ќе се одрази во мојата понатамошна кариера. Меѓутоа, политичкиот момент на моето одење во Москва беше пред се иницииран од пристапот на меѓународна заедница кон проблемите во Република Македонија. Подолго време зборувам, се извинам, подолго време зборувам дека процесите во Република Македонија одат кон сериозна разграба на македонското општество и на македонската држава. И тоа на некој начин требаше да биде опомена или соодветна како ја кажам, палење на црвено светло на македонската јавност дека работите во Република Македонија одат по погрешна насока. Не, вие сте сериозен политичар. Извинувам. Ако Зоран Заев во Црна Гора вели Мило Џукановиќ преживеа државен удар од русите за да не влезе Црна Гора во НАТО, мене ми викаат моите пријатели дека јас сум следниот. Значи Зоран Заев комуникацијата со Москва е издигнала на тоа ниво, па дури мораше да реагира и руската амбасада и руското министерство за надворешни работи. Па дава изјава претходно Радмила Шекеринска за еден британски медиум кој што кажа дека Македонија направи све да го елиминира руското влијание во Република Македонија. И вие се сликате у Москва. Па еве го руското влијание во Македонија. Значи, Општина Стара Нагоричина водеше Демократската партија на србите во Република Македонија. Тоа е руското влијание во Република Македонија. Меѓутоа руско влијание во Република Македонија го нема ниту еден сегмент на општествениот живот на Република Македонија. Тоа руско влијание во Република Македонија не постои затоа што ваздухот кој го дишаме во Република Македонија го контролираат западните центри на моќ. Така да тој аспект мислам тоа повеќе ми личи на подготовки за пресметување со политичките противници, отколку што личи на сериозно руско влијание во Република Македонија. Знаете како? Ова слика ја знаете. Ова е слика од Москва. Стефчо Екимовски, Борис Дамовски и Иван Стилковиќ. Му е запечатили ова слика политичката кариера на Стефчо Екимовски? Не. Што му требаше у Москва да оди? Видете, Ако не отидеш у Москва, јавно имам кажано може би ќе победеше на локалните. Например, у Киев да отидеше,
Може ќе победеше. На Мајдан. Да, може ќе На победеше на локалните избори у Карпош. Не. Значи, однос од Стефчо Јакимовски јавно пишува за Руската Федерација. Значи, он никогаш не напишал дека ние сме тотални проруси како политичка партија, ниту Добро, не мора да сме тотални проруски според Стефчо, може да сме белоруси, например. Да, Белорусија. Меѓутоа, да сме тотални руси, меѓутоа кажува дека Русија не смееме да забораваме, бидејќи имаме сериозни... Гледаме како го спаси Русија. Гледаме како го спаси. Зашо делеме? 100-0 го скантата во Карпош. Видете, во Карпош граѓаните ќе се видат за 2 години кој е градоначалник И нов. го победи другарчето на синот на Бранко Цренковски. Да ја вратиме приказната на крај. Или изборот на Андреј Петров. Стеван Богоев Богац беше избор на Андреј Петров. Односно на Радмила Шекеринска. Го изрежираа 27-ми. Перфектно. Одлично. Значи, перфектно. Одлично. 32 бомби на Зоран Заев нема таква разорна моќ колку што има настаните на 27-ми. Јасно. Свесно и тоа е или многу несвесно, свесно или несвесно ВМРО влезе во една таква глупа епизода. Дали дел од тие луѓе на ВМРО учествува во правење на тоа што се случи на 27-ми, не знам, ќе покаже истрагата, но разорните ефекти врз ВМРО и врз Никола Груевски се стравични од 27-ми. Разорни се и врз македонскиот народ. Гледате, после 27-ми било кој да прозбори за патриотизмот, веднаш се лепи етикетата, ти си соучесник од тоа што се случи на 27-ми. Ти си давал медиумска подршка на тоа што се случи на 27-ми. Да. Меѓутоа, стои една друга работа. Значи, 27-ми, странците ни цело пржино лесно се справуваа со сите наши вакви кои што ги имаме политичари, сите одред. Немојте да мислите дека бомби нема за сите, не мора да бидат бомби, една обична евиденција од банкарски трансакции. Не мора да бидат прислушкувани разговори. Значи, со нив си играат цело време и си ги постројуваа како треба. Единствена закана им беа оние луѓе, 60.000 излезени 60-70 дена кои протестира. Тие не можеше ни Кале, ни никој да ги занемари. Тоа беше реален страф, реална загроза на овој проект. И 27-ми требаше тоа да го... И 27-ми требаше да, апсолутно, тие луѓе да ги снема, да се тргнат од улица. Министерот за надворешни работи место да иде во таа насока, да ги брани интересите на Република Македонија, министерот за надворешни работи пред неколку дена даде изјава дека контурите за новата политика за промена на името и на сето она што значи редефинирање на македонската држава, значи сцената е поставена, мислам дека така се изрази прецизно. Јас би додал само на таа изјава негова дека сцената не е поставена, мислам дека првиот чин и заплетот веќе се во тек. Дека многу брзо ќе дојдеме до кулминација. Се случуваат. Да. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, почитувани гледачи, последна емисија за ова календарска 2017 година. Затоа ја користам приликата да ви честитам новата 2018 година, да ви ги честитам божикните празници. Следната емисија во Центар нема да биде на 31 декември, нема да биде на 7 јануари кога е Божик, туку ќе биде на 14 јануари, значи 2 недели пауза и повторно се гледаме на 14 јануари. Пријатно вечер Македонија каде и да си и многу среќа, многу здравје, многу љубов во следната 2018 година.